Комесарот за човекови права во Советот на Европа Томас Хамарберг по посетата на Грција со критика. Властите во Атина мораат да покажат поголемо почитување на малцинствата. Во соопштението објавено на сајтот на Советот на Европа се вели дека Хамарберг побарал преземање дополнителни мерки кои ќе им овозможат на малцинствата да го изразуваат својот идентитет врз основа на сопствената самоидентификација. Комесарот за човекови права од властите во Атина побарал и целосно и ефективно спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права и имплементирање на рамковната конвенција за заштита на малцинствата, мерки кои ги нагласил како посебно значајни. Томас Хамарберг во Атина се сретнал со премиерот Папандреу, дел од министрите во неговата влада, народниот правобранител УНХЦР и повеќе други организации. До февруари минатата година Хамарберг објави извештај во која критикуваше Грција за одбивањето да се признае македонското малцинство, како и за одбивањето да се регистрираат неговите организации кои ќе го содржат зборот Македонија. Најверојатно поради остри кавги и недоразбирање со грчките власти, Хамарберг ја откажа претходно закажаната пресконференција и средба со новинарите. Од Атина за вестите на Канал 5, Сања Ристовска. Грција да ја ратификува резолуцијата за заштита на малцинствата, побара Томас Хамарберг, комесарот за човекови права во Советот на Европа. Хамарберг испрати и писма до неколку грчки министри, инсистирајќи Грција да ги почитува одлуките на Судот за човекови права. Комесарот во интервју за Дојче Веле бара Атина да ја спроведе и препораката за олеснување на процедурите за враќање на одземените државјанства на поранешните грчки државјани, меѓу кои многумина се со македонско етничко потекло, бегалци од граѓанската војна од Грција. Грција признава само едно малцинство, тоа е муслиманското малцинство во Западна Тракија. Други малцинства официјално не се признати. Затоа препорачувам ратификација на важните документи на Советот на Европа, како рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, што таа ја потпиша во 1999 година, изјави Хамарберг. Токму Грција, земјата која не ги почитува правилата и одлуките на Советот на Европа, продолжува со реакциите околу македонското председателство со оваа институција, толкувајќи ја придавката македонски како провокација. Втор ден поред реагира и председателот Иванов. Навистина, ние како членка на Советот на Европа фигурираме како бивша Југословенска република Македонија. Меѓутоа во Советот на Европа не е спорна придавката македонска. Така да и нашето председателствување ќе биде македонско председателство. Грчките медиуми потегот на Македонија го толкуваат како обид на Скопје да го пренесе спорот за името во Советот на Европа. Грција и Бугарија не ги почитуваат правата на малцинствата. Нова жестока критика за властите и во двете земји, овој пат од комесарот за човекови права на Советот на Европа Томас Хамерберг. Во својот годишен извештај за 2009 година, објавен денеска, од властите во Атина тој бара да покажат поголемо разбирање за различностите во нивното општество и да превземат мерки со кои на малцинските групи ќе им биде возможено да го изразат својот идентитет врз база на принципот на самоидентификација. Освен ова, Хамерберг од Грција бара и целосно почитување на одлуките на судот во Страсбур и конечно Грција да ратификува Конвенцијата за заштита на националните малцинства. Во својот извештај во делот за Бугарија пак, комесарот на Софија забележува дека законите за слобода на здружувањето не се прецизни и соодветни и ги повикува бугарските власти да воспостават систематски диалог со сите малцински групи кои сакаат да ги регистрираат своите асоциации. Извештајот на Хамерберг во целост и оди во прилог на барањата на македонците и во двете соседни земји. Во Грција бараат да бидат признати, а во Бугарија да им биде регистрирана партијата. Препораките во извештаите на Советот на Европа не се правно обврзувачки, но имаат големо политичко значење.